Проектот на USAID за заштита на правата на мигрантите и бегалците во Кочани организираше настан со символичен назив «Кафе со бегалците и мигрантите», што се одржа викендов. На средбата беше прикажан видеоматеријал во кој неколку баратели на азил во Република Македонија ги споделуваат и сопствените искуства. Потоа беше оставен и простор за дискусија меѓу присутните, при што тие ги изнесоа сопствените ставови и мислења или стравови за бегалците, мигрантите и бегалската криза. Носител на проектот е Македонското здружение на млади правници во соработка со Здруженијето на граѓани за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта. Целта на овој настан е да се покрене свесноста за бегалците, како и за сите оние ризици, трауми и стресни с кои што тие поминуваат, тргнувајќи од нивните матични држави, па се до нивните земји на потекло, како и да се покрене свеста на луѓето за проблемите и за конкретно за трговијата со луѓе и за криумчарењето кои што се актуелни во контекст на бегалската криза. Поради чувствителноста на темата за која се разговара, различни се и реакциите и мислењата во врска со мигрантите и воопшто со бегалската криза. Значи имаме различни реакции, позитивни и негативни реакции. Претежно се позитивни реакциите, луѓето се свесни и тоа на некој начин доста ме радува и сметам дека Македонија добро се справува со бегалската криза од хуманитарен аспект и максимално се трудат луѓето да помогнат колку што можат. Средбата Кафе со бегалците се организира низ повеќе градови во Македонија, а целата активност е дел од проектот на USAID за заштита на правата на мигрантите и бегалците. На средбата во Кочани имаше и неколкумина бегалци од Сирија, кои извесен период престојуваат во нашата земја. И освен што почнале да го учат јазикот, ги прифатили и македонските песни. Срцево моје за тебе и не би го дала јас на друг.